Вака изгледаат утрата во населбата Железара кога работи Макстил, еден од најголемите загадувачи во Скопје. Очите печат, чуден мирис на метал се шири во воздухот и црвен прав паѓа на земјата, вели Мери Терзиева, чиј стан се наоѓа веднаш до фабричкиот оџак. Мајката на две деца е загрижена за нивното здравје. Кога работи фабриката, што се случува? Значи, кога ќе го имаме тој чад што го испуштаат, значи, ние родителите се организираме и си ги бараме децата низ населба за да си ги собереме дома. Дома истиот воздух го дишеме, не дека дишеме нешто поубаво, значи тоа е тука. Ама барем не се директно изложени на една црна прашина што паѓа на нивната кожа. Јас како мајка на две деца, значи, нели, би сакала да, бидејќи Железара е навистина една убава населба, би сакала да останеме во Железара и таму да живееме и да продолжиме да живееме, но јас како сметам дека сите луѓе имаме човеково право да дишеме чист воздух. И така да затоа и нели пробуваме нешто да се направи, но е многу тешко. Но од Макстил велат дека загадувањето е само визуелно. Редовните мерења на емисиите во воздухот покажуваат дека, иако нивото на штетни материи е над европските стандарди, сепак е дозволено со македонските закони. Дел од анализите се прават во нашите лаборатории, но за диоксините и фураните кои имаат канцерогено дејство, а поради кои во западноевропските држави се затвараат фабрики, државата го задолжува Макстил сам да ги плати и направи овие мерења. Она што е мерено, што ние не можеме да го мериме во Македонија, тоа се диоксини и фурани. Тие мерења ги изврши грчка компанија, овластена, акредитирана, и тука сме испод дозволените, да кажем, испод дозволената граница. Ова што го викате вие, тоа често се слуша, знаете, и од населението, дека не ги уклучуваме филтрите, дека загадуваме поќе него што треба, зошто работиме ноќно време, например, за да не се гледа дека загадуваме. Не е тоа така. Тоа само се озборување, иначе она што е, значи, правата вистина, тоа се мерењата што ги вршат овие две компании, и Министерството за животна средина и компанијата овластена. Сепак, неодамнешниот директор на Управата за животна средина и експерт за индустријско загадување, Филип Иванов, се сомнева во ваквите резултати. Објаснува дека тие зависат од земјаните мостри за испитување, кои се менуваат зависно од составот на старото железо кое се топи во фабриката. Она што е дискутабилно, повторно ќе повторам, е влезот. Ако вие имате нечиста суровина, може да се јават диоксини и фурани. Ако имате чиста суровина и во тој момент мерите, може да не ги најдете. Долго време се преговара со Железара со Макстил околу нивните емисии. И во принцип се завршувало на преговори без конкретни инвестиции од страна на Макстил во насока на намалување на емисиите. Значи, тие вложија во модернизација на производството, во гасификација, во појачување на трансформаторите, меѓутоа фазата животна средина се уште ја немаат реализирано. Со просечно производство од 300 до 400.000 тони челик годишно, Макстил испушта околу 8.000 тони прашина, која кога станува збор за ваков тип на индустријски капацитети, вообичаено содржи тешки метали, силикати и канцерогени материи, објаснува Иванов. Тој додава дека ваквите загадувачи не смеат да работат во земјите од Европската унија. Но од Макстил се децидни. Со оглед на кризата во која се наоѓа металургијата, тие сега немаат пари за поставување филтри, односно за кровната капа која ќе ги собере и филтрира гасовите што сега слободно се пуштаат во атмосферата. Затоа и побара одложување на роковите за воведување на еколошките стандарди до 2019, наместо до април идната година, како што беше претходно договорено со институциите. Ако не дозволи, ние и напишавме во барањето дека тогаш газдите сигурно би одлучиле можеби да затворат компанијата. Ваквата уцена ја очекуваа властите, па со цел преку металургијата да се спасат извозот и вработеноста, уште лани најавија пакет мерки за помош на компаниите, поволни кредити за продолжување на производството и одложување на роковите за примена на еколошките дозволи. Од туга, поради фактот што Макстил е еден од најголемите извозници во земјава, станува сосема известно дека воведувањето на еколошките стандарди за работа ќе биде пролонгирано до 2019-та. На ова реагираа невладините организации, кои беа и учесници во единствената јавна расправа која се одржа во Газибаба за решавање на проблемот со загадувањето во Железара.
Процесот за добивање на таа дозвола, во која што во суштина стојат тие рокови до кога и како и кои ќе бидат мерките кои што ќе треба да ги превземе Макстил, е отпочнат од 2007 година. И од тогаш, значи, беше најавено на сите, не само на Макстил, на сите индустријски капацитети, дека треба веќе да отпочнат со финансиски планови за обезбедување средства за тие мерки и активности. Значи, тој план кој што е во самата таа дозвола изгледа, како кажам, значи уреден по фази, да речеме полугодишни, годишни фази, за во суштина баш да има такво да нема на крајот преоптоварување финансиско за самата инсталација, односно за инвеститорот или за сопственикот на фабриката. Значи тој процес со Макстил отпочна уште од 2007 година, во тој период, значи немаше економска криза. Во очекување на нови нарачки, Макстил не работеше последниве 3 месеци. Сега се спремаат печките и кон 1 април повторно ќе почне да се топи железото. Шемата е позната. Поголем дел од вработените во компанијата живеат во близина на фабриката. Тие молчат за загадувањето и сплашени за собствената екзистенција, вели Мери. Останатите се гласни во своите барања и предупредуваат дека, иако жителите во населбата Железара се најзасегнати, цело Скопје го дише истиот воздух.